Настануваат ваквите полови напади, како треба да се превентира да се спречат ваквите полови напади, дали има подобрување кога се работи за спречување на педофилијата во Македонија. Ние разговараме со првиот човек на Мегеши, господинот Драги Змијанац. Господине Драги, добродојдовте во Дневникот на телевизија Нова. Еве, сведоци сме 2016 година за неколку вакви полови напади. Како најчесто настануваат, која е причината за ваквите напади? Само за десетина дена 5 случаеви што се случува многу често во Република Македонија и не само во Република Македонија, ни цел свет. Едноставно, оваа патологија, би рекол психичко расстройство, е толку опасна што најчесто страдаат најмалите децата на возраст од 9, 8, 10, 11 години. Навистина е страшно кога ќе слушнеме дека некој возрасен посегнал по детскиот живот, го силувал, го злоупотребувал. Едноставно нема можност да се справиме, затоа што тоа е психичко расстройство и педофилот не може да го контролира нагонот или либидото. И ние, како организација која се грижи за правата на децата, успеавме да го убедиме парламентот 2014 година да се воведат повисоки казни затвор од 15 години, па дури доживотна казна затвора која е сторена на суров начин и грозоморен, едноставно кога се доведува животот на детето во опасност. И предложивме да се воведе и медикаментна терапија, хемиска кастрација, каде што ќе се онеспособи педофилот, односно ќе се влие на неговиот нагон и либидо да не го повтори делото. Оваа мерка сметаме дека е хумано од два аспекти, што нема да има рецидивизам, второ дете жртва, и што педофилот нема да се доведе во опасност уште еднаш да повреди друго дете. И бидејќи нашето е залагање за секој рецидивизам, повторништво, да има доживотна казна затвор, или чешкиот модел замена доживотна казна затвор со физичка кастрација, целосно онеспособување. Имаше голема дебата околу ова прашање, дали е хумана или не е хумана, но ние тргнавме од аспект до сега ниту еден психијатар, невропсихијатар, психолог, педагог не убедува дека додека е педофилот во затвор има сигурен третман со него. И сите светски показатели покажуваат дека доколку не се почне на време со медикаментна терапија, на потиснување на нагонот и либидото и да биде задолжителна по неговото излегување од затвор, едноставно повторништвото, рецидивизмот ќе се повторува и ќе има второ дете жртва. За да не се случи тоа, мислам дека судиите веќе треба да досудуваат вакви казни, за да можат педофилите навистина да го стават својот нагон и либидо под контрола. Господине Драги, изборуваме за децата кои што се жртва на педофилија, но ме интересира дали сте се соочиле со педофили, например, кои доаѓаат кај вас и бараат помош, ве молат, помогнете ни, и нам не ни е лесно, мора и ние на некој начин да се спасиме од ваквата болест. Сте се соочиле ли вие со вакви примери? Не се обратил ниту еден педофил да побара помош, иако во други западноевропски земји каде што хемиската кастрација е воведена, во 10 до 15% од случаевите самите побарале, затоа што се свесни дека едноставно не можат да се справат со таа патологија и тоа психичко расстройство, и смета дека само на тој начин можат да бидат на слобода, а при тоа да не го повторат делото. Она што сакам да кажам дека покрај овие мерки на санкција, ние се залагаме исто така за носење на електронски нараквици, каде што ќе може полицијата да ги следи педофилите, кај се движат и на време да ги острани, особено таму кај што децата другаруваат, учат и се во група, спортски клубови, да не набројувам. И сметам дека е многу важно да се едуцира децата уште од мали нозе, уште од градинка и предучилишно образование и во основно училиште, за право на приватност, право на самозаштита и заштита, право на избегнување на несоодветно однесување од возрастни, никако влегување во автомобил, добивање подароци и одење на некакви места каде што ќе биде нивната безбедност доведена во прашање. Исто така би апелирал до сите родители, особено кои имаат мали деца, да го покринат прагот на мобилност и будност. Едноставно, таа патологија е толку омасовена и проширена што мора и родителите да бидат максимално внимателни. Ние по тој повод и имаме издадено и водич за воспитувачи и наставници родители како да препознаат кога децата се жртви на сексуална злоупотреба, но при тој како децата да се самозаштитат и како да реагираат во ризични ситуации.
сметаме дека треба паралелно да се работи и со едукација на децата, за нивна самопревенција и заштита, и поголема будност и мобилност на родителите и поголемо санкционирање на педофилите. На тој начин некако би оставиле оваа патологија под контрола. Господине драги, ви благодарам на одговорот. Гоце, доколку имате некои дополнителни прашања до нашиот гостин, слободно повелете. Така, господине драги, уште едно прашање, дали има законски пречки за законот еве кој што предлогот за хемиска кастрација во Македонија да се доведе? Собранието го изгласа. Управата за спроведување на санкции чека од судот да донесе ваква одлука. Но оно што е спорно, уште тогаш реагиравме, бевме благодарни до пратениците што од етички аспект морален ги изгласа овие наши препораки и ги изголемија казните затвор, но не можеме да сватиме зашто е на доброволна основа, иако е задолжителна за повторништво. Но нашата заложба е да не се случи повторништво, дека после првото сексуално злоставување и силување на дете, педофилот уште додека е во затвор мора да се подвргне да подлежи на хемиска кастрација, односно медикаментна терапија, за да немаме рецидивисти. Новиот закон, измени и дополни на кривичниот закон, велат дека задолжително е само за повторништвото, а ние се залагаме да биде за првото сторено кривично дело. Благодарам уште еднаш.